Продолжуваме на тема екологија и во наредните неколку минути во разговорот со моите гости во студиото ќе ве представиме програмата за градење капацитети за собирање и третман на отпадни води. Ќе им посакам добро утро и добре дојде во Македонија. Наутро на Линдита Шакири, тренер на програмата на RCDN, и Пеце Милевски, председател на управниот одбор на АТКОМ. Како сте утрово? Благодарам на поканата, добри сме и навистина се радувам што можеме да ја представиме програмата и да кажеме што значи на јавноста што тоа се превзема во однос на екологијата. Така. И секако на самиот почеток ќе ви го поставам прашањето што представува програмата на RCDN за градење на капацитети и секако што содржи и за кого е наменета. Веќе го знам одговорот на она за кого е наменета, за јавните комунални предпријатија и за локалната самоуправа, но повеќе детали вие ќе ни кажете. Значи програмата RCDN е финансирана од Швајцарскиот државен секретаријат за економски развој и заедно со Германското министерство за економија и развој се спроведува во регионот, значи тоа е регионална мрежа, се спроведува во Македонија, во Албанија, во Босна и Херцеговина и пред се и над се е наменета за подигање на јавната свест, односно унапредување на капацитетите во јавните комунални предпријатија и во локалните самоуправи на тема собирање и третман на отпадни води. Третманот на отпадни води е многу актуелна тема во Европа. RCDN и ГИС ја имаат препознаено таа тематика и важноста и затоа се прават напори да се подигнат капацитетите во нашата држава. Кажавме за кого е наменета, меѓутоа каде се воведува, што би рекле вие, каде се пилотира оваа програма, како се одвива и пред се е особено интересно да ни кажете какви се реакциите на оние кои што учествуваат во оваа програма. Програмата е наменета, како што кажавте, за јавните комунални предпријатија, исто така и за локалните самоуправи, единиците на локални самоуправи, и поделена е во два дела. Едниот дел од програмата се одвива и е насочена кон донесувачите на одлуки, значи градоначалници, председатели на совети, администрација во единиците за локални самоуправи, а другиот дел од програмата се однесува на оној дел кој учествува во оперирање и одржување на пречистителните станици, значи во јавните комунални предпријатија, меѓутоа исто така се посветува внимание да се подигне свеста и да се да речам, дообразува или доедуцира и раководниот кадар, односно тој кој треба да донесе одлука дали треба да има пречистителна станица во едно јавно комунално предпријатие и во една општина. Станува збор за реален проблем со кој што се соочува нашата држава и убава можност токму преку оваа програма да се решат овие проблеми на ниво на локалните самоуправи, генерално за општото добро на целата држава, нели? Секако и да го фатиме чекорот со другите развиени земји. Би сакала да го вклучам во разговорот и господинот Пеце Милевски. Ќе ни кажете која е улогата на АТКОМ во воведувањето на програмата и што после воведувањето на програмата. Но пред да ми одговорите, само ќе кажеме дека АТКОМ е Сдружение на јавни комунални предпријатија. Добро утро и од мене, благодарам на поканата. Мило ми е што сум денес тука да можеме да поразговараме за она што го работиме како партнерство со програмата RCDN и партнерите од владата на Германија и Швајцарија, односно СЕКО и ГИС. АТКОМ е посакуван партнер во овој дел, затоа што ние како здружение, здружение која ги обединува јавните предпријатија, веќе подолго време функционираме околу 17 години. Во моментов јас сум затоа што председателите на управниот одбор се менуваат од време на време заради
X работи, но во овој период морам да кажам дека одлично се одвиваше соработката и обуките кои што се вршеа преку тренинг центарот на АТКОМ како здружение. Инаку посакувам партнер затоа што ние ги здружуваме сите јавни предпријатија, функционираме онака како што нели треба да излеземе во пресред, да создаваме подобри кадри и пред се оваа програма, како што каже и Линдита, значи пред себе во првиот дел вклучени луѓето кои што се донесувачи на одлуки, а потоа продолжија и обуките за оперативниот кадар, за другиот дел или техничкиот кадар во јавните предпријатија, но АТКОМ како здружение, значи на крајот од ова сето треба да излеземе што повеќе луѓе обучени, луѓе кои што ќе стекнат повеќе знаења во делот на одведување отпадни води односно и управување со тие прочистителни станици. Пред се многу е важно што се случи на вмрежување, односно се запознаа луѓето кои што веќе имаат или градовите, локалните самоуправи кои што веќе имаат прочистителни станици и оние јавни комунални предпријатија кои што се во одредена почетна фаза на подготвување на проекти или кои што веќе се во некоја фаза на изградба на пречистителни станици. И сега, бидејќи рековме дека и вие активно учествувате во воведувањето на оваа пилот програма, секако активни сте во делот на обучување, нели, на сите оние кои што ќе бидат инволвирани во реализација на програмата. Поставени се основите. Што понатаму ќе успееме ли да го реализираме тоа за што се подготвуваме? Какви се вашите видувања? Па видувањата од она што може да се очекува и од она што вака начелно го знаеме, RCDN програмата за цел Западен Балкан предвидува нели од она што меѓу нас и од она што е пренесено околу пола милиарда евра кои што во иднина треба да се вложат во делот на прочистителни станици и одведување на отпадни води. И тука се како дека постојат можности, но пред тоа нели затоа и постои програмата за градење капацитети, регионалната мрежа за градење капацитети, за преку тој начин ние ќе можеме многу полесно, поедноставно и побрзо да ги подготвиме проектите, да ги аплицираме и да се надеваме дека ќе имаме што повеќе пречистителни станици во државата и коректно ќе се однесуваме и кон природата и ќе живееме во подобра животна средина. Така. Особено ме интересира да прашам кои се обучувачите во оваа програма, од каде доаѓаат, како тие се подготвуваат за да нели сето ова се имплементира во рамките на подготовките? Обучувачите на оваа програма доаѓаат од тренинг центарот на АТКОМ, кој предходно ги имаат поминато сите обуки за стандардизирани тренери од програмата RCDN. И многу интересно тоа што програмата е насочена не само на подигнување на капацитетите на јавните комунални предпријатија во однос на вработените кои работат со пречистителните станици, ами и на обучување на кадри кои во иднина можат исто така да бидат следни обучувачи на некои следни програми на RCDN, бидејќи, како што рече председателот на управниот одбор на АТКОМ, допрва треба да се инвестира во капацитетите и подигнувањето на капацитетите на јавните комунални предпријатии. На вистина, нашите пријатели од Европа одвојуваат големи средства, се разбира во соработка со нашата држава, за тоа, за подигнување на капацитетите, особено во однос на животната средина и на зајакнување на работата на пречистителните станици. Мислам дека заборавив да го кажам тоа што исто така е важно, тоа е дека оваа програма се однесува на и размена на искуства на јавни комунални предпријатија кои веќе имаат пречистителни станици, меѓутоа и они кои се во изградба или во финансирање, бидејќи аплицирањето и како да кажам, барањето на финансиски средства е на вистина и лобирањето за добивање финансиски средства, бидејќи се работи за на вистина големи
буџети е исто така специфична работа. Дали јавните комунални предпријатија, но и локалните самоуправи треба да исполнуваат одредени услови за да влезат во рамки на програмата и токму заради тоа и вашите напори да ја направите оваа пилот програма, со што ќе ги подготвите, нели, за тоа што следува понатаму? Па да, тоа како што го напоменав дека условите кои треба да ги исполнат се да имаат пречистителни станици, да работат веќе оперативни пречистителни станици, меѓутоа и оние општини и јавни комунални предпријатија кои се во фаза на апликација, на тендерирање, меѓутоа и на идна изградба. Сигурно во иднина ќе се соочиме со фактот дека секоја една општина треба да има пречистителна станица. И сега најважното прашање, после сето ова што го кажавме за овие неколку десетина минути, има ли Македонија пречистителни станици? И секако како до повеќе пречистителни станици? Да, кај нас има пречистителни станици во повеќе општини и изградбата на пречистителни станици е, не можам да речам дека од вчера, меѓутоа ние сме во согласно со европските стандарди и ги усогласуваме тие регулативи од далечните 2000-ти години, да речам, почетокот на 2000-та година. Има доста оперативни, има во Берово, Куманово, има во Радови, Шкочани, тоа се Гевгелија, Струмица, тоа се поголеми пречистителни станици кои се навистина оперативни. Во градот Скопје има во пречистителна станица во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, кој е во општина Ѓорче Петров и ги опфаќа тој дел од отпадните води, меѓутоа еве во фаза на почеток на изградба и новата пречистителна станица, големата пречистителна станица во град Скопје. Горди сме што и нашиот град наскоро ќе биде дел од големите градови кои имаат пречистителна станица. И најпрво сакам исто така да напоменам дека оние пречистителни станици кои што се во помалите градови, кај што навистина е потешко да се оперира, бидејќи се навистина се работи за големи финанси, сепак се трудат да ги одржуваат и да го задоволуваат нивото на пречистување на отпадните води. Прашањето на крај беше како до пречистителни станици. Пред се и над се со подигнување на јавната свест на сите нивоа во нашата држава, значи почнувајќи од највисоко ниво до градинките и до децата, бидејќи тие се оние кои најмногу го впиваат знаењето за тоа како треба да живееме. И се разбира со контакти со меѓународните финансиски институции и со навистина стручен кадар кој ќе припрема проекти и кој ќе може да аплицира на тие фондови, меѓународни фондови и за кредити и за грантови. Така, би сакала господин... Меѓутоа обуките и подигањето на јавна свест. Јас би сакал само уште еднаш да кажам дека Атком ќе биде партнер и уште еднаш ќе кажам дека ние мило што имаме и европските партнери и СЕКО, но исто така и RCDN како програма за јакнење на капацитетите, ние ќе видиме активен партнер како представници на комуналните предпријатија. Морам да честитам за тоа што се интензивира во последно време и пречистителната во Скопје, се надевам дека што побрзо тоа ќе се реализира, но морам да кажем дека и Битола е на добар пат. Веќе во владините тела мислам дека има напредната е процесот, затоа што и општина Битола што побрзо ги очекува тие средства кои што се обезбедени и мислам дека вака треба да продолжиме, но сепак луѓето кои што таму ќе работат и луѓето кои што ќе управуваат со тие пречистителни станици треба да ги поседуваат одредени знаења и што и како треба да се тој процес да се одвива. Затоа велиме дека јакнењето на капацитетите се битни. RCDN програмата може би направив мал лапсус, мислам дека се 500 милиони само за Македонија. За цела Југоисточна Европа се многу поголеми средствата од Европската унија, така што имаме можности, треба сите да се потрудиме малку повеќе, да ги посетуваме, да се дообучиме, да напредниме и ќе ни биде потоа многу полесно да создаваме иднина.
и да имплементираме. Секако со искористување на успешните приказни од другите држави, сето тоа можеме да го пренесеме овде во нашата земја, сето тоа да се имплементира на вистинскиот начин и да се дојде до крајни резултати, да имаме што е можно повеќе пречистителни станици и на тој начин сите да генерално да се допринесе за поздрава животна средина во нашата земја. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во Македонија наутро. Секако се надевам ќе имаме и друга прилика повторно да ни бидете гости, па ќе поразговараме и понатаму докаде е имплементирањето на програмата. Благодариме на поканата. Ми беше задоволство. Благодарам.